Се викам Ангело Вас од Кавадарци. Ке ви поставам неколку кавадаречки гатанки. Што е ова? Трудна жена оро игра. Ни това го не знам, оставите ми, има некои културни за така, јас сум попроста. Дека може трудна жена да игра? Трудна жена оро игра. Вретено. Што е ова? На секое риче свеќа свети. Това е светлото. Не знам, ја немам време, мора на работа јас. Качунка. На секој риче свеќи свети. Баш ми погодихте сега кога сам и болестен. Качунка. А што е ова? Месо сечи, нож не е. Корен има, дрво не е. Јазик. Врска немам. Месо сече ношне, корен нема, дрво не. Адеса? Зап. А што е ова? Слика има, тон нема. Виж ли би? Сенча. Слика има, тон нема. Струјат. Како? Домозет. Домозет. Това е телевизор. Домозет. Друг пат. Тоа е телевизор. Това е зет. Домазет. Што е ова? Преко река поминува, а од место не мрднува. И на това не мога да ти одговорам. Овие не се наши гатанки, од нашиот крај не се. Мост. Мост. Мост? Мост. Драги гледачи, на поставените гатанки од минатата емисија овој пат одговараат беровчани. Тие се домакини на нашата серија Домакините гости и, како што ни рекоа, ја одбрале својата најдобра екипа. Нивна задача е да ни го прикаже нивниот културен и забавен живот на Берово некогаш. Да ви ги представиме. Ефимија Миџовска. Никола Ристов Пашелишки. Дедо Ахил свештеник. Чучурски Јован. Самуровски Јован. Калајджиски Чиро. Шиплаковски Борис. Пекчевски Јован. Јас сам Штрбески Васил. Јас се викам Димитар Кацарски. Една легенда за Берово, кај е добило името Берово. Тука, дека е сега населено Берово, не постоело никаква населба. Берово е помладо скоро од сите села во Малешовијата. Имало некој овчарлија човек од Радовиш кој се викал Беране, Берата. Он чувал стока, ама бил малку и како трговец. Пролетно време собирал береница, овци, кочове, овнови, ели, и ги докарувал тука во Берово, во Беровско поле, да пасат. Тука и е поправил, например, да ја одгои и есенно време и продава. Онова стадо, дел од Булуко, што го задржувал, го враќал таму да зимува, ама после му се бендисало тука, во Берово оти, убаво е тука да се зимува и земалта направил тука појати слонове за зимување и колиби за своите овчаре. Така, селаните, минавајќи од тука, се очудили кој това го прави, зашто го прави и се питаа, чие е бе това, кој го прави, шо, абе това е на Берата, ами това там, абе и това е Берово, ами сеното, абе и сеното е Берово. На тој начин останало да се вика нашо сега град Берово. Значи, првите жители на Берово са овчарето на Берата од Радовиш. Манастирот Свети Архангел Михаил датира од 1880 година. Во таа година Јоаким Крчовски по покана на беровци доваѓа да
побараат заедно со првенците од Берово и свештениците да им се дозволи градба на црквата. А во истото време е основано и Чилиното училиште во кое се пишувало по песок за да можат луѓето од Малешевскиот крај да се уписменат. За градбата на црквата има легенди повеќе, но една е важна. Црквата била изградена за 40 дена. Условите сите били исполнети, не бил исполнет само условот за давање на поповата ќерка во харем на Булјубашијата. Таа ја избегала, а нејзиниот татко бил затворен во Радовиш. По смртта на Булјубашијата бил ослободен и неговата ќерка исто се враќа пак во Берово. Меѓутоа, манастирот и црквата покрај религиозната намена имала и културно-просветна и национална смисла. Во манастирот, после формирањето на Чилиното училиште, било образовано училиште кое го посетувале беровци и оние по видни луѓе од соседните општини на Беровската општина. Даме Груев, каде е пошел од Солун, за преко Струмица да дојде во Русиново. Турскиот аскер е по него пратил дека се креќа и дошел во Русиново Даме Груев. Ден ли е седел тамо, неки е сазнал да е Даме Груев там и ошел на клеветил на турската војска и се ошли турските аскер, значи се почнали да се бијат. И у тоа време, значи, истепали се и Даме Груев, Карчев, Атанас Карчев и Сандо Китанов. И од тамо, после донели у Русиново и закопали. Баба Ефимија, колку години имате? 90. Во овој крај имало многу комити, бидејќи... Имаш. Дали сте ги гледале вие комитите? Дали сте помагале некогаш? Не сам ги гледала, ама леп им сам носил. Однеса леп до колибата, каде го носат, но не знам. Во Берово имало турци, имало полиција, имало заптии. Сигурно било многу тешко да им однесете. Се. Лебо два сумуна толкави, ќе увија во пештир и ќе тура цадилката одзаде и ќе тура клопчето меѓу нив, така детинска глава да е на нагоре. И ќе го забрада со шамче и ќе ода. Слободно, герој. И дунди плаче детето, викам, и ода и го чукам така, и ода. Бабо, плаче, невесто, плаче детето. Плаче, викам, плаче да го најдаат детето. Плаче. Плаче и го тепав. И ода. И сигурно било многу тешко тога животот. Тешко е било, ама прекарал се. А сега како ви се гледа животот? Сегашниот мъчи вре. Сегашниот не кажува. Од кога е било поарно? Никогаш. Турско не, српско не, бугарско ич. Денеска Аллах бин бере чатърсен по турски. Тито да живее, крај да нема на негово живот. И од моите години и здравие на него, од денеска поарно никогаш. Нашиот крај Беровски тука и Малешевски е познат од порано, уште давна, како овоштарски крај. И слива имаше многу, која по гората, по селата, тука наши и така. Таа се преработуваше в тоа време, повечко се печеше на фурни, кој тоа во самиот град постоја преку 40, а нашата цела околија, тука заедно вклучено со Отработивиште и Црник доле, можда и преку 100 фурни, кои со тони се печеа. И се носеаше за Грција, носеа се на станицата Удово, тогавашна. И за ракија нешто се правеше, така да ние, баш наша фамилија, имаше базен еден од 30 тона и каци некај за 60 тона, до 100 тона се ставаше и за ракија. Ќе ви кажам неколку, макар и малку, беровски шеги.
дооди там од Западна Македонија един при синомо, па ние другаруваме многу с него. Та ти од Берово ли си? Викам да. А бе вика, това Берово град ли е, село ли е, град чи ли? Таман, како... големо ли? Ма, мор ќе дојде помалечко малко од Битура. Он си мисли, наближава. Ами градини има ли многу в него? Ами, ни Скопје нема толку. Бре, друго што ќе ја кажеш за Берово. Викам, лажата, не аз сакам, викам, трамвај, още не сме прокарали. Ама па има ли многу паметници, споменици в него? Такова нешто нема. Та не се ли родил там некој голем човек? Не, там се деца се раждат. Наша фамилија изградила и електрична централа у Берово, која е градена од 39 до 43 година. Таа централа, после војната кога заврши, ние кога пуштиме у погон, беше това сензација за нас Берово. Сите се радуваа да Берово добива електрично осветление. И почнаваме да инсталираме по домовете така, што многу домови уведува електрично осветление. И имаше случаи така многу интересни да вечер кога им свети сијалицата, искаа да преди легнувањето да затегнат малку помалку да им свети. А това не може, оно што им иска помалку да свети, она прекине. Во Берово постои фудбалски клуб Малеш кој секако има подолга традиција. Беровчани вас ве паметат како еден од неговите основачи, па ве молам кажете ни како дојдовте на идеја и под какви околности е формиран вашиот клуб Малеш? Па ако зборуваме за фудбалското друштво Малеш, тоа постои веќе 57-8 години. Првата топка во Берово ја донесоа другарот бивши учител Марковски Милан со неговите тога и вршњаци Илија Кафеджиски. Тој ја купил топката, таа топка е донесена од Франција. И првите игри са били по ливадите, без игралишта. Во тоа време, стварно, клубот Малеш требаше да екзистира, да му се набават реквизити, помош, а ние прихватихме тоа со нив заедно и јас како шивач занатлија има голема љубов на театарот. И решихме да образуваме една дилетантска секција која ќе биде у помош на нив. И заедно со нив повеќе за нивна издршка, а повеќе и за нас, младите, да се разонодуваме. Кога идеме у Струмица или у кој било град, да имаме каде да идеме. Ние веќе имахме комплетен тим Малеш и почнаме да се договараме, да се споразумеваме со Тиверија, со Беласица, бидејќи тие први друштва беа во Источна Македонија. Кожув и Малеш. Тие постоја, значи, од најрано во Источна Македонија. Така да самите тие преговори ние ги вршехме. Организирани со занатличката младина, со другите работнички младинци, со голем ентусијазам, со голема љубов према Малеш и со таква спрема, со дресови, со копачки, ние одиграхме една пријателска утакмица со Беласицата и победихме со 2:1. Преко дента играчите играеше утакмица, фудбал, а преко ноќта од 7 тамо колку закажеме, играхме, нашите представи давахме. Дела од Нушича, повеќе од Нушича беа. На самите представи граѓаните доваѓааше и беа многу задоволни. После представата имаше со нас добар оркестар и даваше расположение на граѓаните да можат да останат на игранка. Јас сум човек кој ја изработувам тамбури. А дали сам само дека знам, може има и друго. Најдобра тамбура се прави од ораховина и тоа срцето што е. А прави се од сега, јас сам правил од сенешо. Црницата што е, она дава појак глас, ама е див глас. А питомо така пријатно ораховината. Дали сакате се малку да не засвирите нова тамбура?
Slabo, slabo, slabo. Citole, cito mori prve raku, što si navrvila, cito Bosana žetva, cito Cecilijana glava, cito stovni jurace, more dete na grbo, cito srpo na ramo, Cicciole prve raku, cicciole